Dobar ден, почитувани наши гледачи и слушатели на програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. Кога сакаме да го можеме да го раскинеме преспанскиот договор или спогодба, независно од геополитичките околности, бидејќи Генералното собрание на Обединетите нации се одржува секоја година во септември-ноември, па ако оваа година не продолжиме членството под Република Македонија, можеме да се обидеме следната или следната, се додека не се донесе резолуција на Генералното собрание за продолжување под името Република Македонија. Треба значи само добра волја, а не геополитички околности или голем број пријатели. Тоа е мислењето на нашиот ценет професор доктор Игор Јанев. Еве што пишува Нова Македонија вчера, 9 јули 2024 година. Наслов на веста е решението било во кафето. Професор доктор Солза Грчева. Повторно јужните комшии или првата страна ни се закануваат со фамозното вето за членство во Обединетите нации, тоест во Европската унија, простете. Демнат кој и кога го изговорил во наводници забранетиот збор Македонија без Северна. Демнат наместо да се извинат дали председателката ги примила децата бегалци од Егејска Македонија. Се закануваат дека ќе почнат да го следат премиерот на храбрата, повеќе би рекла охрабрената Софија да ни става вета кога ќе и текне. При тоа Грција нема намера да ја опомене Бугарија дека нема никакво право од нас да бара ревизија на нашата историја, јазик и култура, бидејќи прашањето е затворено токму во договорот од Преспа. И исто така нема никаква намера да ги исполни своите минимални обврски од договорот. Една од нив е фамозниот протокол, што никако не се наоѓа пред нивниот парламент, а се однесува на нашите евроинтеграции. Со еден збор ние сме изиграни, поточно постојано изигрувани. И колку ова да звучи цинично, тоа и го заслужуваме. Со наш подпис и со туѓа рака се изведе целата срамна операција, вели професор доктор Солза Грчева. Со испокршени рбети преговори не се водат, а најмалку се подпишуваат договори што ни ги одземаат суштината и идентитетот, а при тоа го кршат и меѓународното право. Името на државата е нашиот идентитет. Сега го немаме. Останува да се надеваме и да се бориме одново еден ден, кога ќе се променат геополитичките односи пошироко, дека името Република Македонија ќе го вратиме. Две работи треба да ни бидат јасни. Прво, само целосно немокната дипломатија на несреќиве што доскоро владеја не доведе во улога на боксерска вреќа. Со оние што не те признаваат ниту како народ, ниту како држава, не се преговара. Од нив можеш да очекуваш само непристојни предлози и уцени. И ако имаш дипломатија што може да одработи каде што треба и како што треба, а нека и губитници какви што станавме и ние, поарно молчи и чекај. Пи кафе и уживај. Да почекавме, ќе влезевме во НАТО без никакви срамни договори. Јужното крило на НАТО било важно да се затвори. Пази богати. Значи да почекавме ќе влезевме во НАТО без никакви срамни договори. Тоа деновиве ни го кажа и бившиот премиер на Грција, Ципрас. Јужното крило на НАТО било важно да се затвори. Пази богати. Ова не го знаеа трговците со краставици и смокви. Но и да не се случеше тоа тогаш, сега и рационалниот страв од Русија ќе ги натераше да ни дојдат со молење, а не со тепање. Второ, на сите треба веќе еднаш да им биде јасно дека влез во Унијата за нас нема до оној момент до кога истата таа ќе има геополитички интерес да не прими. Како што прави експресно со Украина и Молдавија, набргу и со Грузија. Сето ова од познати причини.
Ако навистина сакаше и Западен Балкан, во кој не сместуваат, да стане член на сега веќе дебело збунетето и разнишано европско семејство, ќе го направеше тоа одамна. Ветата на Грција и Бугарија ќе им останеа во празните джебови, кои Европската Унија им ги исполни како на неодговорни деца. Дипломатијата не е за наивни, ниту за кучиња што следат една трага, макар ги однела и на буниште. Дипломатијата не е за оние што јавно декларираат љубов и зависност од еден центар. Ако не примите, живот не ни треба. Каква глупост! Според една индиска филозофија, ако нешто многу сакаш, не треба истото тоа да го покажеш или покажуваш, ниту пак претерано да си ги врзуваш мислите и акциите околу таа желба. Така, дистанцирајќи се од собствената желба, секако не повторувајќи како папагал еднозначни и пораки без тоест одстапница, имаш поголеми шанси да го добиеш посакуваното. Нека учат малку од мајсторите на таа дипломатска игра, а такви имало и има и сега. Им припишуваат дека седат на повеќе столбови. Па што? Битно е да ги остварат своите цели за доброто на своите граѓани. Но ако станувате секое утро и наместо на рад да си го испиете кафето, се вртите кон замисленото божество и јавно му се поклонувате. И така повеќе пати во денот на крајот ќе ви се стемни. Простете. И вам и на тие што очекуваат од вас нешто. Дипломатијата е пред се создавање пријатели. Од интерес се разбира и многу идрина, но никако не е отворена љубов кон убавата и недостижна Беатриче. Љубете ја својата земја и направете ја убаво место за живење. Се сеќавам на едно време кога за лисецот Тито кружеше вицот дека води политика на дај жмигавец за лево, заврти десно. И цел свет го почитуваше, уште повеќе му се плашеше. Тој стана стожерот на движењето на неврзаните и го разбрануваше тогашниот биполарен свет. Направи тешки раскинувања и на лево и на десно, но всушност го ценеа двата блока. Јасно е дека сега не очекувам такви подвизи, но очекувам поголема храброст да се нарекуваат работите во правото име. Тоа е секогаш ценета работа, а правото им е изигрување, лажење, кој како сака нека го нарече овој еклатантен пример на двојни стандарди врз нас ги практикува Европската Унија. И што сме се уплашиле од силните вета со кои ни се закануваат нашите, во наводници, драги комши, колку пати треба да го промениме нашиот устав кој сега личи на Франкенштајн. Ке се смени нешто? Ништо. Кога имате договори без никакви гаранции, што се однесува до ветата, во Брисел се одвива постојано јавна трговија со вета. Побезобразна од она подкупување на наши пратеници за да гласаат за уставните промени. Видовме сите како на непослушниот Орбан му послужија кафе токму во моментот кога тој спремаше вето за искористување на замрзнатите средства од Централната банка на Русија за помош во Украина. Значи, можело и без консенсус, кога се сака, или подплатувањето на истата таа Унгарија со нивните заробени пари од над 60 милиони евра, за да се промени незиното недемократско однесување во дебело разјадената демократија на Европската Унија. И не е Унгарија единствен пример. Ги има многу. Замена на вето за пари или други погодности и Тарпео вода да им носи. Се зборуваше за тоа дека правото на вето треба да се тргне, бидејќи Унијата станува неефикасна и заробена, но тоа нема ништо. За сега останува сите карти да се стават на кафето. Дали ќе создадеме доволно моćни пријатели кои засилените шефови на Бугарија и Грција ќе ги испратат на по едно еспресо, останува да видиме. Но и да работиме на тоа.
Odnosot na EU kon Makedonija je ponižuvački, sramen, nepraveden. Za nas nimite deklarirani principi ne važat i naša ta razočaranost treba javno da ja demonstrirame. Ne da ja kažeme tuku i da ja pokažeme. Inaku ke ne voza dolgo so frazite za to koliko sme posakuvani, koliko edvajne čeka, a v sušnost ne pomisluvat na nas. Se sećavam koga kancelarkata Angela Merkel, vo presretna propadnati od referendum za promenata na imeto, kako srede Skopjeni vetuvaše vo navodnici brz kolosek. Malkumina nauvni poveruva okolo 34%, a oni je poumnite okolo 66%. Znaja deka takvata sramna trgovija ke rodi mrtvo rodenče. Toa se sluči. Ake ni se sluči povtorno, ako sme naivni i ako sme uplašeni. Kompleksotna inferiornost mora da se amputira. Starite velea trpenije, spasenije. Ja svelam da izrabotime, iako treba samite da čestime 1 do 2 kafinja. Eto što pišuva Nova Makedonija od 9. juli, znači včera, i to je kolumnata na profesor dr. Souza Grčeva i blagodarime na profesor dr. Souza Grčeva, a i Nova Makedonija isto taka. I za mene lično možne interesen pogled kon rabotite, pogled koji što verujem mnogo od nas ke se soglasite i se nadavam deka taja i nije vo fokusu Silvana Pavlovska ve ohrabriv me i deka nije što sme vo Avstralija, vo dijasporata, na sekade vo svetot i vo naša ta matična tatkovina ke se ohrabrime i ke prezememe merki. Videki ne postoji nikakov strah. Samo postoji da go dobijeme ona što go zaslužujeme, ona što je naše pravo, pravo od Gospod Bog, pravo na sekoj pojedinec vo svetot, a i našiot, a posebno našiot narod. Blagodaram za vaše to vнимание денес. Се слушаме повторно наскоро. До тогаш бидете ми здрави, живи и се најубаво. Поздрав!